Пред само неколку дена прочитав статија во која пишува: на секои 3 секунди некој во светот добива деменција, а сите ние многу малку зборуваме и многу малку знаеме за деменцијата. И тоа не е проблем само на личноста која се соочува со деменција, тоа е проблем на целата социјална група околу него. Најпрво брачниот партнер и комплетно фамилијата која е околу него. Знаат да кажат дека со подигнување на свесноста за деменцијата во јавноста, тоа е клучно за рана диагноза на деменцијата, но и да се справиме со сите тие предрасуди и стигми кои ги има за деменцијата. Со таа цел, денес гостин во мојот подкаст е доктор, психијатар Лилијана Танева и лиценциран когнитив behavior советувач со 13 годишно искуство како психијатар во Општа болница Струмица. Докторке, добре дојде во мојот подкаст. Добре најдов. Ти благодарам што одвоевте време да бидете дел од подкастот на Биди свој и да разговараме на тема деменција. Ви благодарам што ме поканевте да бидам дел од вашата емисија. Дали се согласувате на самиот почеток со ова што го споменав, дека не сме некако малку се зборува или не сме доволно информирани за деменција? Да, тоа е апсолутно така. Сето тоа што го кажавте е вистина. Пред некој ден исто така слушнав статистички податоци кои вие веќе наведовте. Според Да, поправете ме ако грешам, тоа го имам прочитано на медиум, онлайн медиум, дека на секои 3 секунди некој добива деменција во светот. Според светските статистики за старење се става акцент дека всушност расте бројот на старата популација. Така? И тоа е нешто што е загрижувачко. Ако, например, пред еден век тоа било некаде 5% да имаме популација над 65 годишна возраст, денес имаме некаде 8,5 од вкупниот број на населението со старечка популација над 65 години, а во проекција некаде 2050 година, така, значи тој број би се зголемил до 17%, значи лица над 65 годишна возраст, а со тоа се зголемува и бројката, тоест ризикот на лицата да ја има таа состојба со деменција. Така. Прочитав и еден друг како податок дека деменцијата е пандемија на 21 век. Дали еве вашето 13 годишно искуство како психијатар, ќе се согласите со тоа, дека се почесто и почесто ја има? Тоа, како што кажав, значи, тоа е врзано со новата медицина, новата апаратура, новите усовршени медицински техники, кои што на еден начин ги лекуваат едни болести, а од друга страна го продолжуваат животниот век и добиваме поголем број на лица кои што доживуваат подлабока старост, меѓутоа и поголем ризик за развој на деменција. Так. Тоа не значи дека колку си постар дека ќе развиеш деменција, меѓутоа стапката на ризик е поголема. Така. Ајде на самиот почеток да разјасниме што всушност е деменцијата. Јас претпоставувам дека голем број од еве и јавноста, нели, и луѓето кои ќе не гледаат и слушаат во подкастот, навистина сакат да добијат точни информации што всушност представува, каква состојба деменцијата. Деменцијата е еден спектар со повеќе симптоми. Така. Значи, не може да наречеме дека деменцијата е болест. Така. Туку спектар на симптоми кои што опфаќаат всушност прво е зафатена меморијата, така, однесувањето, секојдневното функционирање, едноставно симптоми во зависност од тоа кој тип на деменција се јавува кај лицето,
така доаѓа и до експресија на симптомите кои што го оневозможуваат во секојдневното функционирање и го носат во фаза да биде зависен од својата блиска околина. Докторке, кажете ми од ваше искуство, секојдневно се соочувате со пациенти, нели, кои имаат деменција, кој е најчесто застапен тип на деменција, би кажала? Многу често се слуша, нели, во јавноста сега има Алцхаймер болест. Дали тоа е најчестото? Според статистиките, да. Најчеста е Алцхаймер деменцијата. И пошто е, да не кажам препознатлива, но кои се симптомите на Алцхаймерова болест? Кај Алцхаймеровата болест, значи карактеристично е дека прво од психичките функции се зафаќа памтењето. Тука настанува нарушување, особено скорошната меморија. Меѓутоа, за разлика, да кажем, од Алцхаймеровата болест, кај васкуларните деменции исто имаме нарушено памтење, меѓутоа тоа може да биде поразлично во зависност од каде е настаната штетата во мозочното ткиво, бидејќи васкуларните деменции се резултат на тие мозочни инфаркти, микроинфаркти и во зависност од тоа кој дел од мозокот е позафатен и тие функции психичките, невролошките всушност доваѓаат до израз. За разлика од нив, например, кај леви боди деменцијата помнењето може да биде флуктуирачко. А кај фронтотемпоралната деменција во почетокот помнењето може воопшто да не биде зафатено. А сепак да има деменција? Да. Таму се зафаќа, таму прво, значи, може да има промени во однесувањето. Во која смисла? Извинете, ве прашувам, ве прекинувам, но ме интересира и мене тоа, претпоставувам и јавноста, затоа што кога ќе спомнеме ние деменција, се мисли заборава. Старе, заборава. Затоа ве прашувам што значи има деменција, но нема проблем со помнењето. Тоа што претходно кажавме, значи во зависност од типот на деменција. Кај леви боди деменцијата, например, може да бидат изразени екстрапирамидните Паркинсон симптоми, со тие леви боди телца кои што се во мозокот во одредени регии. Исто така, кај нив покарактеристични се халуцинациите, што ги има и кај Алцхаймер деменцијата, меѓутоа поретко. И баш тие халуцинации може да бидат причина за контактирањето на лекарот во амбуланта. Темпоралната деменција, фронтотемпоралната деменција, за разлика од нив, помнењето на крајот се зафаќа. Значи, прво имаме пореметување во однос на однесувањето, да кажеме, некои работи кои што личноста претходно не ги правела, сега ги прави, кои што се несвојствени за фамилијата. И тие тука реагираат. Од каде доаѓа тоа несоодветно однесување, до степен може да дојде до целосна промена на личноста. За да помнењето се зафати на крајот. Така да и во почетокот не се ни помислува на деменција, меѓутоа се бараат други болести, нели? Се бараат други болести што би можело да доведе до такво променливо однесување или, народски кажано, до некоја психотична состојба или неадекватна состојба на таа возраст. Сега, колку семејствата на лицата, нели, со деменција навремено реагираат на тоа? Какво е вашето искуство? Тоа зависи колку семејството е во контакт со лицето. Доколку семејството живее заедно и е во постојан контакт, каде се гледат секојдневно, ручаат заедно, обавуваат одредени активности заедно, многу побрзо се
детектираат Така. тие промени, дали во помнење, во однесување, во моторика или нешто друго, за разлика од викенд посетите или случаевите каде контактите меѓу лицата и фамилијата, да кажеме, се редуцирани на еднаш-два пати годишно. Во тој случај, тогаш матичните лекари Така, да. или блиската околина, всушност средината во која што живеат се луѓето, комшиите, луѓето Да. во продавница, се први кои реагираат и кажуваат дека има некој проблем со лицето, дека треба да се контактираат социјалните служби, да се контактира фамилијата, бидејќи тоа лице не се однесува како што претходно, да кажам, било специфично за него. Докторке, многу ме интересира дали самото лице кое е зафатено од деменција е свесно за тоа. Предпоставувам дека има различни фази, нели, како што се развива, но на самиот почеток, ако возрасен, не знам, маж или жена, го почувствуваат тоа, свесни се дека почнува да се развива деменција, свесни се тие за тоа? Тука веќе станува збор за старење, и не може со сигурност да се каже, дел од луѓето доаѓаат, нели, на скрининг, така, на проверка, бидејќи самите забележале дека има некоја заборавност, пореметување во сонот или слично. Најтешко е тоа што кога веќе се јавуваат во амбуланта, во најголем број, веќе се со средна или тешка форма на деменција, каде што и самите не се свесни за самата состојба. Докторке, дали постојат чести случаи кога деменцијата се меша со депресија, стрес, други состојби? Да, често пати депресијата, всушност, и во најголем број случаеви, оди како предворје на деменцијата. Започнува, значи, како депресија и може, а и не мора, да помине во деменција. Така. И за самата депресија е карактеристично да ги има тие мисловни блокови, да има конфузија, да има повремена заборавност. Меѓутоа, доколку депресијата се детектира и се лекува, не значи дека ќе помине во деменција. И овде предпоставуваме важна комуникацијата пациент, матичен лекар и вие, како психијатар. Да, таа е најважната оска, бидејќи со повремени контроли, постојаните контакти, всушност се гледа дали една слика напредува, дали всушност таа е слика како последица на некоја мозочна траума, да кажем, или оштетување, или едноставно неуродегенеративното заболување, без разлика кој тип на деменција ќе биде, си прогредира. А тоа го препознава дали матичниот лекар со постојаните посети, дали терапијата се препишува, дали терапијата се зема. Исто така, при упатување кај нас во амбуланта за тие контролни тестирања, прегледи, ги гледаме промените кај самата личност. Да. И сега најчесто, нели, поставувано прашање што ја предизвикува деменцијата. Дали тоа е наследно или има други фактори кои влијаат да настане состојба на деменција кај одредена личност? Според денешните испитувања, да, се спомнуваат генетски фактори, мутации, меѓутоа тоа е на толку ниско ниво, некаде 2%, и имаат исто така добри податоци дека и да има некоја генетска основа, има голем број на лица кои што всушност и не развиваат деменција. Не значи дека ако твојот родител развил деменција, по дефолт и ти на... Апсолутно, апсолутно. Како би можеле тоа да го превенираме? Значи, едноставно со постојани
мозочни вежби, како би кажеле ние. Еве да споредиме, ако еден мускул се вежба, значи се вршат движења, истиот мускул не атрофира, така и со мозочното ткиво, доколку постојано ние си задаваме задачи, извршуваме задачи, дали во секојдневието, читаме книги, значи не се оддалечуваме од социјалната средина, туку активно учествуваме во истата, во зависност од тоа колку моториката дозволува, здравите разговори, неизложувањето на премногу стресни ситуации, едноставно храната, здравата храна, медитеранска, која што имаме кај нас, сето тоа придонесува да едноставно се одложи или воопшто да не дојде до развој на деменција. Така. Да, секој доктор ни кажува избегнувајте стрес. Докторке, тоа не е можно во денешно време. Избегнувајте стрес, за жал, нели? Но дали е најбитниот, најклучниот фактор стресот? Во овој случај не. Овде се работи за сосема друга патологија. Овде е битно навремено да се препознае, навремено да се реагира, да се даде терапија, која што е достапна кај нас, за се со цел да може пропаѓањето на одредени психички функции, како што е примерно помнењето или други извршни функции, да се одложи на подолг временски рок. Сега овде, кога сме веќе се диагностицира деменција, какво е секојдневието на еден човек со деменција? Знам дека тоа е навистина тешка тема да се разговара, но мислам дека ако појасниме со каква се тежина се соочува една личност која има деменција, ќе биде полесно и на самата фамилија да го свати тој процес и на сите институции стручни, подоцна ќе зборуваме за стручни лица кои треба да им помагаат на тие луѓе. Па еве, например, доколку е Алцхаймер, васкуларна деменција, многу често се случува во амбуланта, например, да бидат донесени од фамилијата, а самата фамилија да не биде свесна за степенот до кој дошло до нарушување на тие психички функции. Ние пристапуваме со одредени тестови, од прилика ги прашуваме, значи кое годишно време сме, која година сме, каде се наоѓа пациентот. За на изненадување на фамилијата, лицето и тоа не може да го одговори. Значи нема, да не се разбереме погрешка, не е страшно доколку на некој не му текне кој ден е или која дата е, после не се значи дека има деменција веднаш, да. Тоа не значи дека има деменција, меѓутоа тоа се еден свет на прашања, каде што тие воопшто немаат ориентација која година сме. Немаат ориентација која годишно време сме. Или каде тој се наоѓа во моментот. Исто така, значи покрај тоа што е изгубена ориентацијата во времето и во просторот, кај потешките форми може да се случи да има во тој момент, доколку да кажам, тоа лице подолго време отсуствувало од животот на лицето, да кажем, што е на преглед, да не може да му текне и името на блиската особа. Тоа е во потешките форми. Исто така, во текот на прегледот, значи, одиме со вниманието кое што е нарушено, рачунањето. Ако тоа лице, значи да кажам, слободно пазарувало во самопослуга, се грижело за плаќање на сметки и други финанси, самостојно да функционира. Да. Сега одеднаш, например, ние кажуваме, можеби ќе биде смешно, меѓутоа тоа е протокол, мора да одиме по редослед колку е 100-7. Обично на тоа може да одговорат, а може и не,
и веќе на секое следно одземање по 7 или зададена задача, не зборувам за виши математики, меѓутоа лицата со деменција и тоа не можат да го одговорат. Исто така, тоа не мора да значи за некој што не се образовал или не знае добро математика, има заменителни тестови кои што се даваат, значи се прилагодуваат од социјалната средина од каде што доаѓа лицето. Меѓутоа, сите тие се показатели дека веќе имаме едно когнитивно пропаѓање во извршните функции, кое што лицето го неспособиле во секојдневното самостојно функционирање. Исто така, понатаму им даваме задачи, например, да напишат нешто или да оформат реченици, дел од нив ги пишуваат, дел од нив не, бидејќи дел од прогресијата на Алцхајмеровата или дел од неуродегенеративните болести е всушност заборавање на поимите и неможност за формирање на целосна реченица, гумењето на смислата на реченицата. И на крај, всушност, просторното ориентирање на тие лица со задавање на цртежи, ние гледаме, например, како тие ги перцепираат работите. Не се свесни за каде се наоѓаат? Прашувам затоа што многу често, нели, луѓе со деменција, знаеме, ќе излезат од дома па не знаат да се вратат. Да, во средните и покасните фази тоа многу често се случува, да излезат од дома и да не го знаат патот назад каде да се вратат. Меѓутоа исто така многу често се случува да се во сопствениот дом, а да велат сакам да се вратам дома, сакам да си одам дома. Тие мислат на својот претходен дом. Сопствениот дом не го чувствуваат како нивен. Така, докторке, во ова напредна фаза, всушност една личност со деменција и не смее да биде само, но многу често гледаме стари луѓе сами, посебно нели во помалите средини, во руралните средини, фамилијата е целосно иселена, тие личности се сами во своите домови. Како функционираат тие? Веќе кога е направена дијагноза, нели, се има дијагностицирано деменција, претпоставувам, колку нашата држава, нашиот систем се грижи за таквите типови на личности? Тоа е најтешкиот дел од деменцијата, затоа што обично кај средната или тешката фаза на деменција, каде што лицето е онеспособено самостојно да функционира и да му биде препишена терапија, бидејќи покрај терапијата за деменција, обично кај старите лица гледаме тие имаат и еден куп други терапии, бидејќи има други болести, други коморбидитети, дали висок притисок, дали диабет, кој што всушност и го ја влошуваат самата состојба со деменцијата, така да не ни може да очекуваме, значи не ни смееме да размислуваме дека тоа лице навремено ќе ги зема лековите и ќе се третира. Бидејќи кај него првично е нарушено помнењето. И тука настанува забуна дали тоа лице ја испило или не, тоа не знае. Не па некој со него, доколку не води грижа за тоа, дали ја испило терапијата или не ја испило терапијата. На нив им треба поддршка 24/7. Да, исто така да биде пиењето на терапијата под надзор. Дали на таблетата и голтната. Во покасните фази исто така има многу проблем со терапиите, бидејќи кога се нарушува и голтањето, треба да се размислува на каква форма на лек да се даде. Тоа се тешки проблеми со кои тие лица се соочуваат во секојдневието и никако не смеат да бидат оставени сами, бидејќи може несвесно да направат работи, например, едно обично заборавање на шпоретот, или не знам, пегла, пегла, било што, да се читаме такви случаи од пожар, да настане голема несреќа. Исто така
препорачливо е да се има надзор. Да, но дали, тоа ми беше и прашањето, дали системски сме ние подготвени како држава да помогнеме на сите тие луѓе? Имаме ли обучен кадар за тоа? Пред, не знам, неколку години, нели, ние како медиум снимавме како документарен филм за Црвен крст, имаше направено некој проект со луѓе кои помага не само на луѓе со деменција, туку луѓе, стари луѓе кои се сами во домот. Им одеа во посета по 3-4 часа, беа со нив, им помага, но тоа секако не е доволно за лице со деменција. Да, тоа не е доволно, меѓутоа секако во овие услови помага, доколку се уште работи тој проект, мислам дека работи. Тие асистенти кои доаѓаат по 4 сата во денот ја одменуваат фамилијата во одредени активности, па макар и да биде само едно општо седење или помагање на лицето за да оди до тоалет, до WC. Кај нас полека се подига свеста, тргнувајќи од моментот дека пред 10 години во Струмица и Струмичко старечки домови не постоја. Така. Сега имаме 3. Така да кажува дека свеста е малку подигната. И кај фамилиите, предпоставувам, и кај самите институции. Да, бидејќи не е погрешно ако самата фамилија не може да се грижи за тоа лице, не може да му ја пружи негата која што тоа лице ја бара во моментот. Не е за осуда тоа, дека не може да се издржи. Никако не е за осуда, бидејќи тоа бара 24 часовен ангажман. Сите ние знаеме дека сите имаат работни обврски, сите имаат други обврски, значи имаат живот, така да за да родителот, нели, или старето лице за кое што се грижат, доколку можат финансиски да си пружат, не е за никакво осудување, ако тоа лице се однесе во дом, каде што всушност таму му се пружи грижата која што семејството не може да ја обезбеди, не дека не сака, меѓутоа тоа е толку исцрпително, таа 24 часовна грижа, да едноставно голем дел од луѓето кои што се грижат за тие дементни лица, на крајот и тие завршуваат на некоја супортивна терапија за да може да се вратат назад во нормалниот живот. Да. Овде скоро и да ми одговоривте на прашањето, но пак ќе прашам како треба да се разговара со тие луѓе со деменција. Многу често ние како фамилија знаеме да и бидеме нетрпеливи со нив. Затоа што нели во денот ќе те прашаат и 10 пати исто прашање. Па да, тука е моментот, бидејќи многу тешко се прифаќа кога тоа блиско лице, дали родител или некој друг од семејството, го познаваш цел живот и тоа лице претходно бил некој авторитет за тебе или решавал некои други работи, а сега одеднаш треба да гледаш на тоа лице како лице кај кое што меморијата е пореметена или помнењето или некои извршни функции. Во самата болест има некои како луцидни фази, дека што се враќаат некои моменти и тоа самата фамилија или лицата ги залажува и дури дека се двомат. Да, дека е во ред или сега тој тоа мене намерно ми го прави. И едноставно се носат во такви анксиозни состојби. Најчесто повторувана реченица е: ама јас веќе еднаш му објаснев. Не можам втор пат објаснив и трет пат објаснив и доаѓа, пак ме прашува, се губи трпение, пак ме прашува за истото. Или му кажал разговарале за одредена тема и сега доаѓа, пак го прашува за истото. Тука веќе може да екскалираат работите и непотребно, значи, да има викање или пискање кое што е непотребно, бидејќи самите лица со деменција ги носи во бунило. Да, тие едноставно не се свесни зошто сега лицето од другата страна им вика, им писка, ги кара.
бидејќи тие заборавиле што било пред 5-10 минути. Треба многу трпење и разбирање од страна на семејството. Да, треба познавање на, значи прво добра дијагностика, Што значи запознавање. тоа добра дијагностика, доктор, ќе појаснете? Добра дијагностика значи во помош со матичните, семејните лекари, кога ќе се дојде кај психијатар, невролог, значи потребно е да се направат целосно испитување на сите психички функции, да се виде до кој степен всушност ги има зафатено кај тоа лице нарушено тие функции, меморија, внимание, рачунање, значи кој е степенот да тоа лице може само да функционира или со помош на друго лице, да се пристапи кон препишување на терапија која всушност на еден начин ќе го забави процесот на прогресија на деменцијата, и од друга страна, значи како во самата средина, во домот каде што живеат, ќе им биде посочено на што да внимаваат, кои апарати од домаќинството да ги исклучат, како да проверуваат дали всушност, еве имаше случај, да кажам, една фамилија вели вака, да, лицето редовно се исхранува, меѓутоа на лабораторијата самостојно, меѓутоа лабораторијата и крвната слика едноставно покажуваат некој друг дефицит, за да после се утврди всушност дека тоа лице редовно му носеле храна, меѓутоа тоа лице ја земало храната и ја фрлало без да ја јаде. А тие не се свесни за тоа, не го гледаат, не е под надзор. Гледаат, не го знаат тоа, дали јадеше, да. Таа грижа и свесност која треба да се развие нели кај самото семејство, да знаат со што ќе се соочуваат во наредните години, и треба и прифаќањето овде е битно од страна на семејството, јас мислам. Истото што го кажав се случува и во обратна насока. Например, и многу често кога доаѓаат во ординација, доаѓаат со правдање. Самата фамилија се правда, ама ние му даваме да јаде, ама тој постојано на сите кажува дека не му даваме да јаде. А кај него е нарушено тоа, и едноставно ние им кажуваме дека ги разбираме и дека мора да го ограничат со давањето на храна, бидејќи тој не е свесен дека пред 15 минути јадел. Ситоста всушност не е знак кој што природно би го спречило пак да јаде. Да бидеме реални, тоа се состојби кои се тешки, како што кажавме на почетокот, и за самата личност со деменција, но и за целата фамилија. Тоа е една огромна тежина со која треба да се носи фамилијата. Да, фамилијата е таа која што го носи товарот, и од однос на институциите, значи на тие луѓе кога ќе се дијагностицира и се исполнат одредени протоколарни правила, им се овозможува туѓа нега и помош, парични средства од Министерството за труд и социјала. Тоа не се Бог знае колку средства, меѓутоа сепак им помагаат за помош, помош за одредени трошкови при нивното секојдневно обстојување. Но, како што кажа и на почетокот, бројката се почесто и почесто, се повеќе и повеќе се зголемува на тие лица со деменција, и некако ние мораме да бидеме свесни се повеќе за таквата состојба, да се прилагодуваме на таа состојба. Да, треба да бидеме свесни и треба да ги познаваме работите. Исто така уште една работа која што многу често се случува кај нас, без разлика нели на возраста на која што се јавува, многу често се случува да дојде фамилијата и да каже еве татко ми, мајка ми или некој друг член од семејството има деменција. На прашањето по што заклучи дека има деменција, па од вчера едноставно тој не е тој, се збуни или не намеша муабети, не знае каде се наоѓа, значи многу од симптомите кои што се проклопуваат со симптомите на деменцијата.
Меѓутоа зборот од вчера на нас јасно ни укажува дека се работи за некоја друга органска болест и се препраќа лицето за понатамошни испитувања, бидејќи ниеден процес на деменција, без разлика од кој тип е, не почнува од вчера па до денес. Значи, тоа е процес кој што трае со години и многу работи. И може да биде неприметно. Да, дури може да биде неприметно, а потоа приметно, али секако може да се детектира на време. Не од денес за утре. Треба да се грижиме за нашето здравје, докторки. Тоа да. Тоа да. Убаво во текот на разговорот напоменавте нели на кои се начини да се грижиме за нашето здравје за да не дојде до тој процес. Дали со самото старење некако по дефолт се добива и деменција? Знаеме ние многу често да кажеме тој е веќе стар, има деменција, заборава се. Не. Има лица кои што доаѓаат по некоја случајно завршуваат по психијатриска амбуланта и на 90 години, меѓутоа може да имаат некоја друга соматска или друга физичка проблеми, физички инвалидитет, што нема врска, во однос на меморијата или на психичките функции воопшто да не бидат зафатени од деменција, значи да функционираат прекрасно. Не треба да се плашат повозрастните луѓе дека не значи со староста тоа по дефолт ќе дојде и деменцијата. Не. Апсолутно. А тоа ние сега во наши зрели години што од време на време забораваме по нешто, докторке. На што е одраз тоа? Морам да прашам. Тоа е одраз на нашето брзо секојдневие. Тука е стресот, постојаната преголемиот број на обврски и барања на кои што ние можеме да одговориме или не може да одговориме. Себе си задаваме премногу задачи и на крај завршуваме со нарушена концентрација. Не може да се каже дека тоа е губење на памтење, туку едноставно ако си ги заборавил клучевите и не ти текнува во моментот, тоа не е деменција. После тоа ти го обработуваш процесот, ти текнува каде последен пат си ги видел, на кое место си ги ставил, каде може да биде и ти ги лоцираш клучевите, што не е проблем. Значи го обработуваш процесот, што не се случува кај дементните лица. Тоа е само од стресот, дефинитивно и стресот треба да се намали. И брзиот начин на живот, да. Да. Не знам колку е добро, но би те прашала колку мобилните телефони имаат влијание. Тоа што сме постојано нели на мобилните телефони, само скроламе и воопшто не размислуваме нели наместо да се прочита една книга, сега сите полесно ние нели си седиме на телефон и гледаме што се случува на социјалните мрежи. Тоа веќе е друг аспект кој што самото време го носи тоа. Денес сите се со мобилни телефони во раката и тешко тоа да се искорени, колку и ние да зборуваме. Тоа е генерацијски проблем, чии што последици ќе се видат после неколку децении. За тоа ќе разговараме во некои идни. Јас не се сеќавам, например, да дојде некое дете од помлада генерација и да каже колку уживал во некоја книга која што ја читал, а всушност знаеме дека со читањето на книгите ние ја разбудуваме и фантазијата, ја збогатуваме мислата, го збогатуваме речникот. Тука се тие мозочни функции кои што придонесуваат за многу подобар развој. Да, па затоа сакав да прашам. А како ќе биде со новиот начин на живот, скролањето и постојаното гледање во телефоните, ограничување, всушност тоа еден вид ограничување на тоа што ни се сервира. Да, но овде и поправете ме ако грешам, но имам прочитано дека со тоа нели не се активираат мозочните клетки кога ние само гледаме на телефон и воопшто не читаме. Не се активираат. Ние
многу често се случува, например, при гледањето на некои постови или наслови, луѓето всушност и не го отвараат текстот да го прочитат како текст. Тие го гледат насловот. И носат заклучок и коментираат, а никој Не се ретко 10 потрудува, или 20% го отвара текстот за да го прочита како текст. Што сакаше писателот да каже. Да, Не, зашо? го гледа насловот и коментира. Да. Тоа само кажува колку всушност ние веќе се ограничуваме самите себе си. Така. Колку уназадуваме наместо да унапредуваме. Така. Со таа намера и со таа цел јас ги снимам моите подкасти, дискутираме за теми кои се од општо добро, нели, за сите, и сметам дека и деменцијата е проблем за кој треба да се зборува малку погласно, затоа што фамилиите се затекнати од тој проблем, но некако мислам дека не сите знаат да се справат со тој проблем. Не знаат, често пати кај нас завршуваат во ординација барајки помош. Дали постојат државни институции каде можат да ги сместат, да кажам, нивните родители или блиски роднини. Често пати завршуваат барајки броеви од лица кои што, да кажеме, помагаат или работат помагајки или гледајки други луѓе. И тоа е проблем, како што да се вратам на почетокот на емисијата, како што се зголемува нели, возраста на популацијата, и тоа рапидно на постарата популација, така да се јавува и се поголемата потреба да бидат тие услуги овозможени, грижата да биде и овозможени и подостапна, јас би рекла. Да бидат достапни и за секој инвалидитет. Така. Прилагодени. Не на секое лице му треба ист тип на грижа. Така. Имаме позитивни практики од други држави, може тоа многу лесно, нели, да се ископира и да се примени кај нас, затоа што реално имаме потреба. Пак ќе спомнам, многу луѓе веќе се иселени, овде им се родителите, па нема кој да се грижи за нив. Да, тука си апсолутно во право. Во другите држави, значи, тие старички домови се и такако добро развиени и таму имаат развиени техники околу грижата на тие стари лица, особено во тешките фази на деменција, бидејќи, еве да кажам, од едно наедноставно начин на обраќање на лицето во креветот. Така. Ако не ја знаеш техниката, значи може лицето кое што го врши тоа да си нанесе себе си повреди, бидејќи тешко е ти кога креваш сам друго лице во кревет, а тоа е секојдневно нешто, бидејќи грижата подразбира менење, пелени, бањање, хранење, значи основните човечки потреби. Така. Со носење на тие техники, тоест обучување, правилно обучување на тие лица, како да се грижат, бидејќи ако е лицето во тешка дементна фаза, значи тоа е врзано за кревет. Како да се обезбеди антидекубитен душек, за да не се развијат рани, како да се преместува на секој 2 сата од една на друга страна, како да се храни. Значи, сето тоа ќе овозможи и да не се развиваат некои или да прогредираат некои други коморбидитети или болести, кои што всушност би отежнало самата состојба и на така веќе онеспособеното лице. Така. Меѓутоа, како што кажа, голем дел од лицата сте отидени во странство, родителите им се овде, сами. Од лично искуство, од амбуланта, значи има дел од децата кои што се грижат и тоа одговорно се грижат, без разлика дали ќе си поделат трошковите финансиски околу своите родители, меѓутоа редовно доаѓаат со нив на контроли, додека не се овде
и му возможуваат, дали во старечки дом, дали во нивните домови, меѓутоа потпираат на тоа што се очекува од нив како деца. Има и такви случаеви каде што лицата се оставени и паѓаат на милоста или немилост на некои роднини кои што кога имаат време да ги видат, да ги посетат. Ето тоа што може тие 4 сата од асистент да се обезбеди да помош, се обезбедат. Тие се потешки случаеви. Затоа треба тука државата да се ангажира, самото општество, бидејќи како што кажат и сите старееме. Сите старееме, да. Сите не чекаат старост и не знаеме што ни носи староста. Меѓутоа, како ние ќе ја креираме сегашноста, ќе ни се одрази во старост. Ако ние сме сега незаинтересирани, исто така нема да има промени и ќе биде истото тоа и после и за нас. И за нас, да. Да. Имаме уште многу работа, докторки, во нашето општество. И за подигање за свесноста. Да. Кај нас, луѓето, институциите, државата, јас мислам дека има уште многу работа. Затоа што треба, секој човечки живот е вреден и секој еден треба, нели, со почит и со респект да живее до крајот на животот. Да, не треба да се отфрлуваат тие луѓе кои се со деменција, да се оставаат сами на себе. Подобрата грижа подразбира и како да кажам, значи тука се зголемуваат трошоците околу самото лице. Правена е статистика, сега не можам да кажам точно кој беше изворот, меѓутоа на светско ниво дека еден дементен болен, грижата околу еден дементен болен, кошта многу повеќе, или да не кажам дупло повеќе од заедно третманот на еден онколошки болен и еден кардиоваскуларен болен. Тоа е поразителен факт, би рекла. Да, затоа треба да се реагира, треба на време да се спроведат одредени мерки и да биде тоа општествено организирано. Така. За да тие трошкови не бидат толку големи. Да, како што спомнавте, нели, може да се со квалитетен живот може да се одржуваат во добра состојба тие луѓе со деменција. Да, со навремено дадена терапија, значи се продолжува функционалноста во однос на секојдневното функционирање. Сега искористам малку поопшти термини. Меѓутоа се подразбира да може сам да оди до тоалет, да оди доколку на лист се напише што треба да купи од продавница и се даде доволно пари во него, под услов да не биде прелажан, меѓутоа обично не се, ги купи потребните работи во најблиската продавница, обично не залутуваат кога се до најблиската продавница, затоа што комшиите се тука, знаат за состојбата и ги насочуваат назад во домот. Целата средина може да се грижи за нив. Да, целата средина и тука пак се задржува некоја функционалност, уште е што и моториката која што е многу битна. Так, мора да се движат тие, да. Докторке, јас ти благодарам за овој исцрпен разговор. Мислам дека дадовме информации на јавноста и на нашите гледачи и слушатели за и околу деменцијата, и доколку јас секогаш знам да кажам и кај еден или двајца луѓе успеавме малку да ја разбудиме свесноста за тоа, колку е тешко на лицето со деменција и дека колку треба да му се помогне и да се биде свесен за таа состојба, јас ќе бидам среќна. Благодарам. На вас ви благодарам за вниманието со кое не следевте и се гледаме наредниот подкаст.